Врвот на епидемијата во Македонија беше на 22 ноември според вредноста на ефективниот репродукционен број со максимален број на новодиагностицирани. Моментно, неговата вредност се покачува поради зголеменото тестирање и може да се прогнозираат бројките на новозаразени, кои ќе продолжат да растат со константни 950 случаи на ден, вели универзитетскиот професор од Битола Дејан Трајковски. До нова година бројот на вкупно диагностицирани ќе биде помеѓу 81 и 85.000, средно 83.000 вкупно диагностицирани. Бројот на активни случаи помеѓу 12 и 16.000, средно 14.000, и тука ќе видиме најголемо намалување. Бројот на хоспитализирани помеѓу 770 и 1030, средно 900. Според стапката на морталитет, од вчера Македонија веќе високо котира во светот, вели битолскиот професор. Македонија вчера изби на 7 место на светската ранг листа според стапката на морталитет на милион жители. И тоа пресметувано со официјалниот број на жители од 2 милиони и 80.000. Пореалната проценка на стапката на морталитет, односно пореално проценетиот ранг на Македонија е околу 4-та позиција. Значи повисоко сме дури и од Шпанија и од Италија. Прилеп пак, според смртноста, ја надмина дури и Белгија. Стапката на морталитет во Прилеп пред 2 дена ја надмина дури и стапката на морталитет на Белгија. Ако во Белгија бројот на починати е 146 на 100.000 жители, во Прилеп вчера имавме 152 починати на 100.000 жители. Сметам дека недостасуваше навремена реакција, доколку сегашните мерки беа преземени кога го најавив третиот пик на 20 септември и дневните бројки немаше да достигнат 1000, ниту 500 ново заболени. Секоја задоцнета реакција е исто како да нема реакција, рече денеска професорот Дејан Трајковски, чии статистички анализи досега беа точни.